civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден и добре дојдовте зад димната завеса на Цивил. За димната завеса денеска ќе прокоментира неколку актуелности и се разбира дел од наодите до кои е дојдена организацијата во текот на мониторингот на дезинформациите и пропагандата. За димната завеса е проект кој токму тоа и го прави. Ги открива, ги детектира, ги архивира, спроведува мониторинг на дезинформациите и пропагандата, како во контекст на руско-украинскиот конфликт, односно руската агресија врз Украина, така и во поширок политички контекст, во контекст во смисла на политичките настани и процеси во нашата земја и во регионот. Ние веќе имавме извонредни теми, извонредни панел дискусии на оваа тема со заедничко име за димната завеса во изминатите неколку недели. Тоа продолжуваме да го правиме и во ова издание, а се разбира во ова издание имаме мала промена на терминот, се обидуваме да го направиме тоа во вечерен термин, па да видиме како ќе профункционира оваа мала новина, но секако и темата, и наодите, и работата на Цивил остануваат тие истите. Посветени сме на разоткривање на дезинформациите, разоткривање на пропагандните алатки и се обидуваме да ги надминеме и да им спротивставиме аргументи, факти и вистина за она за кое тие тврдат дека креаторите на дезинформациите тврдат дека го прават, а всушност сакаат да постигнат нешто сосема поинаку. Во контекст на денешниот ден, денеска е 9 мај, би сакале и на самиот почеток да прокоментираме околу овој ден, во врска со говорот на рускиот председател Путин на војната парада во Москва, во која ги обвини Западот и Украина за агресија, и се разбира во вториот дел ќе поразговараме за тоа што во нашите обиди, во нашето спроведување на проектот сме откриле во изминатиот краток период. Со мене денеска се Зоран Иванов, Дехран Муратов, а онлайн веќе приклучена мојата колешка, нашата колешка Дијана Тахири. За почеток да видовме еден експлозивен, но сепак релативно краток говор на Путин, на рускиот председател Путин на денешната војна парада, каде што тој ги обвини Западот и Украина за агресија. Тој кажа дека неговиот напад врз Украина е единствената добра одлука што можела да се донесе, единствената неминовна одлука која можела да се донесе и се разбира изнесе и низа други обвинувања дека се бори против нацизмот, дека воената специјалната операција под наводници мора да се стави тоа на руската армија е всушност продолжување на Втората светска војна и низа други ставови кои горе-долу се и познати, мислам, но еве да ги прокоментираме овие ставови. Што мислите? Ако сум јас прозван. Прво, греота што на Ден на победата, нели, го доживувавме сите како Ден на победата, па Ден на Европа, Ден на нова цивилизација. Мислите се навраќаат на моментот ова инвазијата врз Украина, како на времето 40 и која година Хитлер влезе во Париз на идентичен начин како што сега Москва влезе во Украина. Нека е само асоциација, но жалното е што кога сите светски лидери се на една страна, условно сите, европски да кажеме, таа западна цивилизација, кога само еден е на некоја спротивна страна, тогаш нешто не е во ред со цивилизацијата, со дисторзија на
на тој напредок европски, каде што припаѓа и Русија. И жалосно е тоа што се случува во Украина, ќе зборуваме во тек на дебата веројатно, но кога една држава ќе помине граница на една суверена членка на Обединетите нации, тука може да зборуваме и за кампањи, за лажни вести, за паради. Нема денот не носи радост како што носел години и години наназад. Русија не успеа со тој колективен политички, јас ќе го оградам, ментален склоп со децении да се отрне, да се одвои од таа нејзина, би рекол, феудална матрица, на тој византијски дизајн, се нешто на сила, нема кооперација, нема соработка со западните земји. Не е убаво само кога веројатно продава ресурси кои припаѓаат генерално на човештвото, како што е природните ресурси, како што се нафтата, гасот и така натаму. И од тоа да се живее, да се екзистира со децении, на сметка и на демократија, и на човекови права, на тие европски радости, на тој ден на победата што Европа сега требаше да го прославува, но за жал, навистина нема ниту еден елемент Европа тоа да го прави. Ја слави борбата на украинскиот народ, жртвите према украинците, да видиме како натаму ќе се случува, ќе говориме и во текот на емисијата, но мимикрија е да се прави парада денеска во Москва, да се покажува оружје како некоја макета, во исто време дел од тоа оружје е на туѓа територија и од која се пука, се гине, се раселуваат луѓе и така натаму. Колега Дехран, Путин вели дека ова бил неминовен напад за да се одбрани Русија и дека тоа е напад врз нацизмот. Впрочем, и на некој начин и речиси директно го обвини и Западот, западните демократии за нацизам. Каков е овој напад на каков е овој обид уствари да се оправда? Она што е интересно, што всушност има и војници во Русија, па да прават и некаква парада. Ја очекував дека ќе нема војници. Всушност, мислев дека сите се во украинска територија, но има и таму се уште останати некои што парадираат и покажуваат нешто. Она што е интересен момент, ние сме сведоци дека во времето на нацизмот најчесто жртви беа евреите и ромите, кои што на некој начин беа директни жртви. Но она што е интересно моментов е што, ако не е проблем, можам и да покажам една фотографија која што во случајот има, ќе може по тоа во монтажа и да се прикаже, но моментот е што во украинската страна има војници кои што денеска го истакнаа ромското знаме и тоа е директна порака дека таму всушност се борат против тие кои што велат дека се борат против нацизмот. На некој начин пораката е немој да не ослободувате од нешто што не сакаме да немаме потреба. И она наратив дека таму почнуваат всушност таа пропаганда беше уште и пред да започне војната, дека таму има група нацистичка која што да речеме дека стварно постои таква една група нацистичка, но не можеш ти да испратиш 20.000 војска за да уништи, да уништи, не, мислам да уништи една мала група која што се рачуна дека е нацистичка група. Но она што Путин го збореше, ние веќе пред да излезе он со говорот, ние веќе бевме подготвени како се подготвуваше теренот кај нас. Јас би сакал да зборам дека во нашата предпоставувам дека тоа не е само пропагандата во Русија и околината, туку тоа очигледно е пред да каже Путин што кажа, ние веќе од вчера, веќе од завчера, веќе се подготвуваше народот, поддржувачите на Путин, што ќе каже Путин.
Ние веќе пред да го каже тоа веќе слушнавме што ќе каже, денеска само ни се потврди тоа што веќе неговите поддржувачи во континуитет и агресивно го споделуваат. Она што имаше, се извинувам, имаше секако дека имаше и различни анализи за тоа што ќе каже Путин во поглед на тоа дали ќе прогласи победа или ќе прогласи војна, односно ќе го зголеми интензитетот на војните действија, но за тоа можеме и малце подоцна. Се извинувам за упрек. Не, ворете, во случајот ние имавме нарација кај нас, зборам за кај нас, дека всушност е тоа некаква победа. Со тоа што се газат европските вредности, се гази НАТО алијансата, се газат сите европски западни вредности за кои што ние претендираме да станеме дел од тоа членство. На овој ден, за жал, се користи, има против западните вредности, всушност тука се прегласува и се возвишува руската сила, дека русите се тие кои што не ослободија и дека денес ние треба да им се поклониме и на некој начин тоа што се случува во Украина е некој продолжение на Втората светска војна, се уште не завршиле целосно со нацизмот, па сега уште ова остана, па они да дојдат да расчистат конечно со нацизмот. На некој начин тоа е такое што се... Тоа е на некој начин, последниот дел и направи парафраза на еден од неговите ставови, каде што вели: вие се борите за татковината, за нејзината иднина, за никој да не ги заборави лекциите од Втората светска војна, за да нема место во светот за джелати и нацисти. Рече Путин во својот говор на воената парада, впрочем, сите добро знаеме од каде потекнува агресијата и кон што водеше и се уште води. Како и да расчистиме само уште неколку факти, а тоа е дека руската армија е навистина многу поголема од украинската, таа секако дека не е целосно вклучена во Украина, постои простор за уште повеќе войска да се испрати. Судејќи според тоа колку войска има во Украина, за кој што смета, вела дека одат за некоја специјална војна, а испраќаш огромна војна. Масивен дел. Войска. Меѓутоа таму се борат, колку што знаеме, и чеченци и сирийци, кои се придружија на ова и се очекува и се разбира доби поддршка, барем логистичка, за инвазијата и од својот добар колега, исто така автократски лидер на Белорусија Лукашенко. Во доменот на дезинформативните активности кои ги презеде Кремљ во изминатите, би рекол, години, не само месеци, се забележува едно извртување на тезите и постојано повторување на една иста теза, а тоа е дека Русија е таа која е заслужна за победата над нацизмот во 1945 година. Да подсетиме, Советскиот сојуз е тој што ја водеше војната, заедно со силите на алијансата против нацистите и фашистите во Италија и диктаторскиот агресорски режим во Јапонија и други. Тоа е Советскиот сојуз кој изгуби 20 милиони жртви. Меѓутоа во Советскиот сојуз во тоа време живееја повеќе од 15, а некои велат и повеќе од 30 различни народи и етнички групи, кои подеднакво крвареа во таа Втора светска војна. Во неа жртви, голем број жртви дадоа и самите украинци во војната, а се разбира и други народи кои беа во составот на Советскиот сојуз. Советскиот сојуз по Втората светска војна го востанови овој ден на победата над нацизмот, меѓутоа тој ден на победата над нацизмот или фашизмот го изгуби своето значење, особено во последните години, би рекол и 2 децении,
од како Путин е на власт, од година во година се повеќе тој датум повеќе наликува на воспевање на царистичкиот концепт на водење на Русија од страна на Путин и неговите истомисленици, мал број на истомисленици кои веќе 23 години владеат со Русија неприкосновено. Се разбира, тоа е еден мрачен завршеток на една политичка кариера, колку и да беше проблематично неговото владење, тој сега тоа свое проблематично владење ќе го заокружи со статусот на воен злосторник. Се разбира дека има уште многу што да се каже во врска со самата воена парада, говорот на Путин кој е исклучително конфронтативен во поглед на западните демократии, таму се звецка практично со оружје и сепак добрата вест, ако има добра вест воопшто нешто што е поврзано со Путин, е дека тој, иако се очекуваше дека ќе зборува за ескалација или ќе навести ескалација на воените действија, сепак прогласи победа. Што за некои аналитичари, па еве и за мојата маленкост, се работи за едно признание на пораз, неискажано, за тоа дека, иако се сметаше дека за неколку часа, па еве за неколку денови ќе биде освоен и Киев и цела Украина ќе биде ставена под контрола, сега гледаме дека она што беше мета на инвазијата во 2014 година, сега е тука горе-долу територијата, која жестоко е предмет на жестоки пресметки и отприлика тука завршува приказната на инвазијата и победата на Путин. Но да не должам, јас би сакал да продолжиме понатаму и со други анализи кои произлегуваат од нашата работа, освен ако мојата колешка Дијана, еве гледам на мониторот за кај колегата Аријан, дали има нешто да додаде за оваа тема или ќе продолжиме со темите поврзани со дезинформациите и пропагандата во поширока смисла на зборот. Дијана? Да. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повели Дијана. Здраво. Здраво на сите гледачи, што ќе не гледаат вечерва најверојатно. Јас малку само ќе се надоврзам на тоа што досега го зборевте. Џабир, Зоран и Дехран. Многу е интересно тоа што тој прогласил победа. И што всушност Путин ја присвојува победата над нацизмот, така, кога многу добро знаеме дека во времето на Сталин се случи еден холодомор, кога ги изгладнува украинците, нели русите кога ги изгладнува украинците и сето тоа жито од збориме сега конкретно зборам за житото го носа дури кај нацистите, кај германците. Затоа сведочат има многу интересни видеа на YouTube, па можат нашите следачи да ги погледнат. Тоа се така среднометражни документарни филмови каде што на вистината убаво се гледа што се случувало, па не е баш дека тие се бореле, меѓутоа не баш и против нацизмот. Туку на некои добри временски интервали се бореле рамо до рамо со нив. Ајде јас малку ќе се осврнам и на руската пропаганда, бидејќи ние во овој наш проект ја работиме, значи ја следиме и таа пропаганда. Можам да кажам дека еве од најпоследното, ако нашите следачи ја следат Цивил медија, можат да видат и јас би им препорачувам да следат, можат да читаат редовно кај нас се што се случува во Украина и па тоа што можеме да проследиме и во Русија. Значи во последно време русите веќе
употребуваат и разни алатки, ги враќаат, значи, алатките, старите алатки од советско време. Значи, го враќаат советското знаме, црвеното, нели, го враќаат во име на пропагандата, нели, на нивната пропаганда. Например, последно што се случи е како тие го искористија едниот символ од советската ера. Тоа е кога една повозрасна жена, ја се вика Ана Ивановна, баба ја Ана Ивановна ја викаат, излегува со црвено знаме, значи со знаме, советско знаме, излегува пред руската војска, кога ја повикуваат од незиниот дом, мислејќи дека жената мислела дека ако излезе со тоа црвеното знаме, така и изјавила во едно видео од кога ја пронашле украинците, нели ги направиле интервју, дека доколку излезе со црвеното знаме и ги замоли русите да не ја уништуваат Украина, така ќе помогне. Меѓутоа русите ова не го протолкувале, туку го интерпретирале на поинаков начин, дека всушност ја креирале, од неа искреирале митолошки лик украинка, која што во срцето, во душата е русинка и излегува со советското знаме. Руската пропаганда исто така се врати на темата за борба против дрога во украинската армија. Имено Руската информативна агенција РИА објави вест дека така наречената борбена дрога, од која што се прават универзални војници, била пронајдена од војници во Народната милиција на Народна република Луганство, напуштените ровови од страна на украинската војска. Таму вела дека ова е, за дрогата кажува дека е воен анестетик, но дека вклучува и психотропна и супресивна супстанца која произведува многу адреналин во крвта, што човекот заборава на болката и заморот и така се креира еден војник кој што нели прави се што се бара од него. Така што и ова го употребија, дека кај украинската армија употребува и борбена дрога. Што имаме познато е дека и во Буча исто така фотографиите и видеата од масакрот во Буча руската пропаганда ја искористија како невистините, нели, како дека тие призори ги сликале, ги фотографирале и ги креирале самите украинци. Така што јас ви препорачувам да следите на Цивил медија се што објавуваме. Ние се трудиме што е повеќе можно да пронаоѓаме вистински извори, бидејќи не е лесно во време на војна да се пронајде вистинскиот извор и да бидеш нели информативен сервис кој што секогаш е на страна на вистината. Тоа што ние секојдневно се трудиме. Да, сега јас толку не би одземала повеќе време, но Благодарам, Диана. Ова беа навистина исцрпни информации за најновите трендови на руската пропаганда. Добро е да се напомене дека тоа што руската пропаганда го промовира за својот домашен и надворешен пазар, да го кажеме тоа под наводници се разбира, значи за внатрешна и за надворешна употреба, наоѓа силен одзив и на Балканот, особено во Србија, а и не е за занемарување интензитетот на руската пропаганда и во нашата земја, а тоа нели како што и на самиот почеток на санкциите, меѓу кои беше и укинување на руските пропагандни канали за во европскиот дел. Колегата Декран уште тогаш излезе веднаш со еден свој коментар
во кој се велеше добра овдешните спутници и Russia Today, дали домашните пропагандни кујни кој ќе ги санкционира, и тоа беше добро прашање кое остана без одговор, мора да се каже. Секако дека тоа го употребува. Така, имаме и Russia Today и Спутник имаат своји антени во собрание, тоа се разбира и во други институции низ земјата, во системот. Тоа може да се каже дека е на некој начин проклетството на таа војна која меѓу првите жртви кои паѓаат е токму вистината. Во таа смисла јас би сакал да цитирам еден наслов од мојот драг колега, почитуван Зоран Иванов, кој неодамна објави една анализа на Цивил Медија со еден навистина силен наслов, барем мене ми остави силен печаток, а тоа е кога совеста е мртва, тогаш умира вистината. Би сакал баш во тој дух да продискутираме за тоа како тоа кога совеста е мртва, тогаш умира и вистината. Во која смисла, на кој начин тоа се случува? Тоа е, мислам дека е разбирлива, тоа е парадигмата. Спомна и Дијана, и Дехран, и ти на почетокот Джабир. Кога војните и пред да почнат вооружените действија, војната медиумска е почната кампања, пропаганда и така натаму. Кога велам совеста, сега за жал светот не е во можност да се запознае со јавното мислење, актуелното јавно мислење во Русија, за да види какво е расположението кај луѓето. Тоа е нормално дека Москва нема да го спроведе, актуелната Путинова политика, затоа што прво стравот е да не го дознае вистинското расположение на руските граѓани. Ние тоа се уште не го знаеме. Тоа е земја со огромна територија, блокирани се од сите страни со разни информации, значи ги слушаат само своите медиуми, условно. Таму интернетот не помага веќе додека се овие воени операции, бидејќи контрола има на целата територија, и таму не можеме да зборуваме за вистина, можеме да зборуваме за совест што ја нема. Но кога спомнуваме за ваков тип на кампања, кога терминот нацизам го употребуваме, јас верувам дека и советските и руските граѓани добро знаат дека појава на нацизам има во секоја држава, некакви нацистички пројави тука и таму во разни навивачки групи, па спомнахме и овде до степен на припадници во пратеници во парламентите на најдемократските држави, па дури и овде и на Балканот, да не спомнуваме уште од времето на старите комунисти на Жерновски во Москва, па Шешелевци и уште кој не, се во Србија, па еве овде спомнавте и кај нас има по Битола кукасти крстави се цртаја, тие сникерски ги има насекаде, значи во светот. И не може Путин да се вади, а ги има и во Русија, ги има и во Москва. И тоа ги има, отворете што вели Дијана на YouTube, ќе видите разни видови, разни клипови суиспади на такви групи, не само меѓу фудбалските навивачи, туку воопшто. И тоа ќе ги има тие секогаш. Но Европа одамна расчисти дури и законски со фашизмот, и тоа Путин многу добро го знае дека не може на таа матрица, на таа идеолошка подложка да го придобие дури ни своето јавно мислење, за да оправда агресијата во Украина, која од авион се гледа уште на самиот почеток дека е борба за територија, дека е борба за припојување на територија кон Руската Федерација, дека е борба за освојување на брегот на Црното море, дека тоа историска некаква стратегиска битка после анектирањето на Крим, да се поврзе Крим со копно, да може од она што самата Москва, актуелната политика Путинова, се правдаше и се бранеше дека мора да се штити од западното влијание, дури и од военото западно влијание, или влијанието на НАТО. Практично тој сега навлезе со оружје, со војска и со окупирана територија. Ова денеска е
парадата во Москва и говорот на рускиот председател е во најмала рака смешно контрадикторна, видлива затоа што да прогласите вие победа, да нападнете една држава која не е ни подготвена и немала потреба да се брани на начин кој може и кој посакува агресија. Некоја замисли сега Франција да влезе во Германија, нешто да ги вратам за некојаш нешто. Или не знам Германија во Франција, или не знам Америка да се истовари на Сицилија и да рече ајде од тука ќе. Не оди тоа денеска, но забележувате веројатно дека и во медиумите веќе спорот договор прекина действијата воени се поретко се спомнува. Тоа значи Западот е подготвен да го цеди сега, за жална сметка на украинските настани, на украинскиот народ, но веројатно применува стратегија и тактика малку повеќе да го ослабе владењето на Путин и целата таа негова воена машинерија, не само со мерките, туку воопшто. Бидејќи ако сега не се запре едно такво зло да се поминат граници на суверени држави, тоа може утре секаде да се случува и во Европа, не само во светот. Околу кампањата што Дијана со право на многу начини ја покрена и практично ја врати темата, нели, за тоа што е и елементарно и како есенција на работата на цивил. Нема совест кога гинат луѓе, кога има војна, и таа пропаганда ќе продолжи, но епилогот на крај ќе биде сепак, јас ќе извлечам еден друг наслов на еден мој соговорник во една наша емисија, кој рече како и да заврши војната во Украина, губитникот на крајот ќе биде Путин и Путинова Русија. Да, добра констатација, многу точна констатација на крајот. Кога зборуваме за нацистите и неонацистите, добро е да се знае дека неонацистите, кои како што е познато и слушнавме и од Зоран, ги има насекаде и во Европа, па и низ светот. Тие се фолклор, декор се тие, не се движење. Точно така, нив ги има и во Русија, и тоа во огромен број. Неодамна, поточно на 21 април, објавена е една анализа која подготви колегата Мишев, која вели фашистите на Путин, долгата историја на руската држава во одгледување домашни неонацисти. Инаку познат е линкот меѓу Путин и крајно десничарските и неонацистичките групи во Русија. Познато е дека тој ги негува, ги одгледува и ги употребува во различни контексти во својата земја. Тоа знаеме дека беше случај и со други земји. Например, да не одиме многу далеку, во не така одамна еден период ние видовме државно спонзорирање на крајно десничарски групи во општеството, во нашето македонското општество. Знаеме за сите салутирања и за сите обиди да се издигне патриотското чувство на едни навистина високо екстремни нивоа со пораки кои се безмалку геноцидни. Се повикуваше и ден денеска спорадично се повикува на смрт или на убивање на цели етнички заедници или пак други општествени групи во земјата. Тоа секако дека е случај и во други земји. И во Украина има, например, неонацистички групи, меѓутоа ниедна од нив не успеа да стигне во големиот украински парламент, што кажува дека тие навистина имаат многу мала, минимална поддршка во... Ниту пак ја помина руската граница. Ниту пак ја помина руската граница. Исто така, треба добро е да се знае дека неонацистичките групации некогаш добиваат
државно спонзорство, како што е тоа случајот во Русија, а некаде, или пак во Македонија, кога во времето кога на претходниот режим, кога добива државно спонзорство, а има неонацистички групи кои јавноста и системот со сите сили се обидува да ги сузбие и да го намали нивното влијание во општеството. И сега разликата е тука, значи ги има, меѓутоа разликата е во пристапот кон нив. Едните ги спонзорираат и ги јакнат и ги зимаат на своја страна, а другите ги осудуваат и прават се што можат да го намалат нивното влијание. И регрутацијата на такви лица од секогаш имало разноразни црни тајни фондови кои привлекувале и регрутирале. Да, а за жал во македонскиот парламент, ова е моје мислење, во македонскиот парламент имаме ситуација во која имате пратеници чија реторика, чиј настап и чии политики, па и практики, односно политичко действување е премногу налик на неонацистичко однесување, на неонацизмот, така што не мораме ни посебно да им даваме етикета, за да знаеме дека се такви, а ниту пак тие мораат да признаат дали се припадници на таквата политичка Не треба да се мавта со символи, доволна е реториката и таа реторика мотивира гласови, гласачко тело, анимира млади луѓе, ги носи, ги доведува во заблуди, државата финансира на некој начин, намерно или ненамерно, бидејќи тоа не го пише во нивните партиски програми, тие се регистрирани легитимни. Но да видиме, и тоа е веројатно еден од тие коровите на демократијата покрај световите што растат. И тоа го има, реков, и насекаде во светот таквите пројави, но битката е тоа. Битката е демократска, вербална, медиумска, како сакате, интернетот е алатка и плюс и минус во тие битки, но да се помине граница под плаштот дека покрај другото и нацизмот да го сотрам, нели? Па под плаштот дека практично ја спасува Европа и светот од нацизам, тоа е, мислам, смешно и за децата во московските градинки. Точно така, се работи и за една пропагандна порака или систем на пропагандни пораки кои во различни држави, така и во нашата, дел од политичките елити ги користат, ги преведуваат во контекст на нивните интереси и политичка борба за власт. Во тој контекст би сакал да го замолам Дехран, ако може да ни раскаже како во овој непосредно изминат период се одвива работата во мониторинг тимот на Цивил во поглед на дезинформациите и пропагандата. Не мора дефинитивно да биде поврзано со руската или само со руската пропаганда. Кај нас пропагандистите ја користат секоја ситуација. Тоа мора да Еве, например, дури вчерашниот немил настан, каде што наша представничка на Евровизија несмесно го фрли македонското знаме, веднаш се фрлија на незе за да ја линчуваат, а при тоа да ги злоупотребат и да ги оквалификуваат власта дека европските вредности се такви лоши, дека Европа е таа што промовира вакви вредности, да фрла знаме. И сакам да кажам дека руската пропаганда веднаш наоѓа и најмал детал. Сега тоа што она го направила, сепак постојат некој што таму ја однесе. Зборам за конкретниот случај и треба да, ако веќе направила пропуст, да одговара. Но да одговара таа како индивидуа, но не целата држава, целата влада, да се прават пропаганда против НАТО, против ЕУ и слично. Сакам да кажам колку малце треба за да се почне пропагандата. А да не збориме за случајот каде што председателот на собранието беше во посета на Украина, каде што директно се соочи со бруталноста, со агресијата, со убиствата, директно ги виде што се случува таму во Украина. Истата таа пропаганда во нашата држава се искористи за
ајде воскреснување на некои чувства, а при тоа да се промовира национализмот. Нели, ние секако знаеме дека во 2001 имаше жртви, но немаше жртви само од едната страна, имаше жртви од другата страна. Ако веќе зборуваме за воени злосторства, дека од страна на едната зборам во овој случај беа дека воени злосторства се случува врз мавровските работници, дека имаше мачење, убиства и слично. Без при тоа да се спомна дека ние веќе имавме и судски случај каде што од другата страна имаше во Раштански лозија каде што имаше исто така жртви цивилни, но во овој случај тој пример не се спомнува, се спомнува само овој пример каде што се намалува вредноста на тоа што наш висок представник од нашата власт отиде во Украина, придаде признание, даде поддршка на тој народ, а при тоа во нашата држава тоа да се дочека со некако добра порака, туку напротив се дефокусира неговото одењето на талат во Украина. Тоа се тие методи кои што за жал се користат, а толку агресивно што на некој начин државата, институциите не наоѓаат механизам како да им се спротивстават на тие пропаганди. Затоа што користат, пак ќе речам, буквално секоја ситуација. Ние имавме ситуација каде што руски војници снимаат клипче, кратко видео, каде што тука се поврзува и она дека сега не им поминува баш дека таму се борат против нацизмот, па мора да смислат и друга пропаганда, а тоа е дека Русија ќе не спаси и од запрашување, дека ќе не спасат и од 5G и короната ќе ја уништи, дека таму нема само специјална војна против нацизмот, туку таму ќе почне и ослободувањето од коронавирусот. И ние имаме клипче, видеа каде што запленуваат земјоделски дронови, кои што служат за земјоделски потреби. Тие ги представуваат дека они заплениле 3 дрона кои што шират коронавирус. И тоа се шири така масовно, каде што и кај нас се прави една таква пропаганда, мислам силна, дека таму нема само борба против нацизмот, туку има и против ова кои што сакаат да не чипираат, да не запрашуваат. Тоа е таква силна пропаганда што тие неколку примери, а секако има многу, каде што го председателот Зеленски му направиле видеоклип каде што користи наркотични средства. Значи до таму оди пропагандата каде што вистинското видео и монтираното видео се гледа дека тој нема ништо на маса, а него му ставиле во монтирано видео прашкаста материја која што го представува дека пораката еве кој ве води, дека наркомани и такви пропалици ве водат, а вие гинете за џабе и го поддржувате. Пак ја речам, се користи секоја ситница за пропаганда. И тоа може се каже дека има употребна вредност на домашно ниво, во домашната јавност, да се создаде поларизација, да се создаде омраза кон прогресивните граѓанки и граѓани, кон прогресивните политичари, кон прогресивните граѓански организации, интелектуалци и медиуми. И тоа е оној опасниот ефект кој го има една таква доктрина или едно такво однесување во јавноста, во политиката, во јавната комуникација. Да не заборавиме, имавме еден многу скандалозен момент пред неколку дена кога цел еден министер за надворешни работи на Русија, инаку знаеме дека е искусен многогодишен дипломат на кој не му личи вакви излети да прави, тој во една пропаганден канал на руската телевизија да кажа дека всушност Зеленски е
Да, тој е дека всушност Хитлер со еврејско потекло и дека оттаму и уште едно оправдание за руската инвазија, дека тие сакаат да ги ослободат, да го ослободат светот од нацистите, меѓу кои е и Зеленски, бидејќи иако е евреин, тој сепак не му пречи да биде нацист и така натаму. Тоа е една ноторна глупост за која дури и самиот Владимир Путин мораше да се извини на израелската влада. Джабир се е многу лизгав терен и во ова вербалните искузи на најискусни дипломати. И мораше Путин да го вади ово пример што ти го кажуваш, да дообјаснува, и тој се дозакупа затоа што зборувавме и претходно, не се тенковите таму за да се борат против некакви нацисти, макар имало и некоја вооружена група што ја негувале, не знам кои така натаму, ги има секаде, но мислам дека ова агресија руска врз Украина и војната во Украина на нашиот македонски медиумски терен, темата за која и Дијана е покрена и Дехран сега зборуваше, ни покажа и нешто друго, покажа колку е важна генерално, колку е битна медиумската писменост воопшто за граѓаните, за населението, со сите консументи. Една е Фејсбукот, Твитерот, социјалните мрежи, а вторите ние како приватни лица и така натаму. Друга е организиран систем на информирање, како што се радијата, телевизиите, весниците и порталите кои се повеќе доминираат, како и Цивил Медија, Фронтлайн, не знам да не набројувам. Многу е важно како граѓаните, населението, младите особено, да ги мотивираме. Одговорноста на медиумите и на редакциите на тој организиран систем на информирање е важен, да се испраќаат пораки кому да веруваат, како да препознаваат што е што. Во услови кога секој може да биде новинар, кога секој може вест да пласира, кога секој може од YouTube да изведе некое ново или старо парче да измонтира на својот мобилен телефон и да го пушти како нешто тазе да стави нов датум. А многу е важно ние како граѓани и како консументи да знаеме каде и кому да се подпреме, кои се тие штеки што ги викаат, за да можеме да проодиме, да видиме, да ги отвориме кои телевизии, кои радија, кои весници, кои портали се нашиот релевантен извор на информирање. Мислам дека тоа е клучот и тој тип на таа медиумска писменост мислам е многу важна, за да не ни се случуваат да може некој со вакви агресивни напади да формира јавно мислење кое не почива на лага. Завршувам, мислам дека е многу важно и системот наш овдешен, сега зборуваме за Македонија, за нашето македонско општество, за нашата држава, за нашите институции, да помогнат без оглед на тоа која е власт, опозиција, да помогнат да се изгради еден таков мериторен и меродавен систем на кој граѓаните ќе ме уверуваат, да се знае кој е уредник, кој е главен уредник, кои се таму репортери, на кого ние граѓаните можеме да му уверуваме, кој ќе видиме, кои умеат да проверат информации и да пласираат вистина, кои ќе не предупредат дека некоја информација не е докрај потврдена, што е многу важно, за да не голтаме се здраво за готово. Она што, само да се надополнам, она што е интересно дека сите тие креатори на таквите лажни вести и дезинформации всушност немаат импресиуми тие медиуми, немаат име и презиме. За лагата која што тој што ќе објави, ако има име и презиме, можеш да го посочиш дека тој новинар објави лажна вест, дезинформација и друг пат кога тој ќе пренесе некоја таква информација, граѓаните да ја земат со резерва. Но свесни се за тоа дека шират дезинформации, лаги и најчесто тие портали немаат импресиум, немаат кој име главен уредник, немаат и дури не зборуваме за име и презиме, немаат ниту иницијали на нивните текстови. И тоа е малце потешко, а знаејќи дека нашите граѓани читаат само наслови и некогаш и самиот наслов нема врска со содржината што е внатре. Може би во внатре кога ќе прочиташ, може ќе стави некој линк дека е таму со прашалник некој насловот, ама нема на крај прашалник, туку констатација. А доле внатре во содржината па може да стои дека има и прашалник.
Тоа е она што, не знам, може би државата треба на некој начин, тоа е не да цензурира, напротив, јас сум против цензура, но мора да најде механизам како да се спротивстави на тие лажни Декран со вести. порталите кои се подпишали и не подпишани со импресум, без импресум. Ние имаме појави на класични медиуми, на традиционалните медиуми кои шират и пропагираат лажни состојби, лажни вести, креираат лажен амбиент, нереален. Многу е покрај ова што и ти сега го спомна, мислам дека е многу важно тоа во македонската медиумска саморегулацијата е во ред и таа треба да биде подоминантна во регуларе, но лицемерието да се трне меѓу медиумите, меѓу самите медиуми. Ние мораме медиумски да се соочиме јавно за да се представиме пред публиката. Ако некој медиум шири лажна вест, еден медиум тоа треба да го разобличи, да каже од каде информацијата лажна. Лажна солидарност само доведува до ова, ќе ја пуштиме оваа телевизија, не кажуваме за неа дека шири лажни вести, бидејќи ни се колеги, нели утре може некој од нас ќе отиде таму да работи, некој од тие телевизии со таа флуктуација на кадри. Мислам дека секој медиум ја има одговорноста на тоа да каже од каде му е веста, дека некоја вест во друг медиум е лажно објавена и така натаму. Ако тоа лицемерие да се трне конечно, новинарите да се ја земат и уредниците поготово работата во свој раце околу на прашањето што е вистина, што е пропаганда. Јас во овој контекст би сакал да кажам збор 2 и за лажниот баланс во медиумите кои го гледаме премногу долго време, каде што гледаме дека на една страна се 5 минути за да речеме Хитлер и 5 минути за жртвите на Хитлер, меѓу кои нели имаме и такви кои се уплашени, упропастени или мртви. Значи, тоа е лажен баланс во кој всушност гледачот или читателот, читателката не ја добива вистинската слика за тоа што се случува. Обврската на медиумите, да, секако да ги консултира, да им даде простор на 2, на 3, на 5 страни кои се инволвирани во некаква сторија, меѓутоа обврската на медиумите, на уредувачките колегиуми и на новинарките и новинарите е да кажат овој тука лаже, овој краде, оној ја зборува вистината и така натаму и така натаму. Заради тоа сметам дека во медиумската сфера секако дека е подобро да има саморегулација, меѓутоа и таа саморегулација треба се охрабри и на вистина да регулира, а не да воспоставува, да биде и јавна и да регулира вистински, а не да воспоставува некакви баланси кои се тотално лажни и кои во исходиштето всушност и даваат простор на она структура на тие политички центри и разни други моќни центри на моќта им даваат предност на деструктивните, на антидемократските центри. Заради тоа што кога вие им давате простор на двете без да дадете да ги опишете или да дадете свој суд или да изнесете аргументи зошто тоа е деструктивно и штетно влијание и однесување, тогаш им давате простор да го заземат и оној простор кој претходно не бил заземен од деструктивните сили, од антидемократските сили во општеството, во јавноста. И заради тоа сметам дека е апсолутно важно да му дадеме простор на едно вистинско, критичко размислување во јавноста, а не да воспоставуваме лажен баланс. Овака како дополнување на вашите две излагања. Добро, имаме ли уште некој пример или некоја поентија да истакнеме, бидејќи се ближиме кон крајот на терминот што го обезбедивме? Ако може јас да завршам со оглед на тоа дека нели се прогласи победа во овакво, не можеш да прогласиш победа додека играта се уште трае. Не можеш да кажеш дека ти си победил додека во истиот момент гранатираш и убиваш луѓе, меѓу кои цивили и деца и жени и стари луѓе. И не можеш таа пропаганда
да ја шириш и да кажеш победивме и ајде од сега живејте се среќно и весело, а таму некаде каде што гинат, сепак мора да кажеме дека победа ќе биде кога војни ќе нема, кога дезинформациите секогаш ќе бидат тука, мислам, тоа е нешто што е неизбежно, но ние сме тука сепак, можеби мала група која што се занимава со таа проблематика која што не е само кај нас, таа е глобална, но колку можеме толку ќе се трудиме да им ја представиме на граѓаните вистината, а самите тие мора да одлучат. Знаеш, вие велат најслеп е тој што не сака да види. Ние колку и да сакаме на некого да му ја прикажеме вистината, ако не сака да ја види вистината, тоа е веќе не можеме тука да влијаеме, тоа е веќе виша сила. Но ние ќе се трудиме секогаш да им ја укажеме вистината на граѓаните, па макар и после тоа ние нели секако ние сме им омилени мети на тие кои што ја шират таа дезинформација и омраза, па потоа и ние стануваме мета на омраза и лажни вести и дезинформации. Но нема да се предадеме. Одлична поента, одлични две поенти, нема да се предадеме и секако најслеп е оној што не сака да види. Доколку нема дополнителни поенти и заклучоци, јас би сакал да им заблагодарам на моите двајца колеги и на колешката Дијана за исклучително богатите излагања и одличните поенти кои ги кажа, податоци кои ги споделија со нашата публика и со јавноста. Јас секако дека би сакал да завршам со темата со која и започнавме. Денеска 9 мај, денот на Европа за Путин, тоа е ден на победата над нацизмот, а јас сметам дека тоа за него, за Путин, е само уште еден ден на срамот и поразот. Се разбира, на самиот крај должен сум да кажам дека наодите, ставовите, мислењата или заклучоците изнесени во оваа емисија, како и во другите, се оние на авторките и авторите кои се присутни, и кои учествуваат во панел дискусиите и никако не ги одразуваат, не мора да значи дека ги одразуваат ставовите на донаторските институции, а некогаш дори не мора да значи дека ги одразуваат ставовите на Цивил како организација. Тоа ги подразбира сите што учествуваат, па и мене како домаќин на денешното издание на Зад димната завеса. До идната недела, до следното издание на Зад димната завеса на Цивил, да останува да се поздравиме и секако читајте Цивил медија, Дрейт МК или Цивил Тудеј, зависно од јазикот кој го преферирате.